гледаме еден господин на велосипед, ќе го сопреме. Господине! Кажи. Извинете, дали може една кратка анкета да сопрете малце, да направиме една кратка анкета, дали може? Може. Што туку ротираш? Ви благодарам. Кажувај. Вака господине, студентите од студентскиот дом Гоце Делчев имаат мака со ставарци. Да, видов тоа, ама тоа не е некоја нова вест. Ја колку што пратам ситуација, секоја година во некој студентски дом се појавуваат ставарци. Така беше и преклане ми се чини, и лани. И сега веќе ако сакаш се кладиме по 500 денари дека и до година во некој студентски дом ќе се појават ставарци. Не би се кладал. Ајде бе што? Фувка? Не сум по кладењето. Исто така еден месец немале топла вода. Не, директорот рече дека немале топла вода само 7 дена. Ама студентарија како студентарија бе си се снаоѓа бе, они оделе по пријатели и по роднини, таму се бањале, што е добар момент. Знаеш зашто е добар момент? Па сега не си се видел, да речеме, со некој братучет година, дена, ќе му отидеш, ќе се избањаш кај негово веце, ќе се дотераш, па ќе седнете, па што има ново во животот му, че што е ова, како, па некоја ракијица ќе фрли. Убаво е тоа, бе, социјализација, супер е. Па да. Тендер коалицијата ВМРО Знам е најголемиот бугарофилски колектив во историјата на Македонија, пошто имаат бугарски пасоши, обвини СДСМ. Ман бе више со тие бугарските пасоши, значи овдека ми се качивте со тие пасоши. Па добре бе, сите ние знаеме дека 10% население во оваа држава има бугарски пасош. Така? Знаеме, тоа се професори, аналитичари, сигурно има и новинари, политичари, камионџи. И добре бе си извадиле бугарски пасош, што здравје нека си го користат. Ја ти гарантирам дека Албанија за пар години кога ќе влезе во Европска Унија, пола Западна Македонија одмак извади албански пасош. И па така го продолжиме, никој нема да вади македонски пасош. Знаеш дека си во право бе? Сестра ми работи во пасошко, човече, она ќе остане без работа бе. Чиме така, јас сум против бугарски и албански пасоши и тие што вадат такви пасоши се издајци. Благодарам. Ајде се најубаво. Ајде се најубаво. Ајде да видим. Поранешниот американски амбасадор Кристофер Хил рече Европа го сака Балканот, но не ги сака проблемите на Балканот. Па Хил ни откри Америка. Еве и ние не ги сакаме балканските проблеми, ама да тргнеме еве историски. Србите се православни, така? Бугарите православни, грците православни, а се тепале за Македонија каде што исто живеат православни луѓе, така? На место помош, они сакале да не поробат од лудо по лудо најлудо. Во денешни времења, во современо време, грците ни бапна блокада, така? Еве се спремаат сега и бугарите. И тоа од лудо по лудо најлудо. А Балканот е прекрасен, пребогат, со шуми, со пасишта, со мориња, со езера. Меѓу да тераме бизниси, ние живееме во митови и во стравови. Дечко, даска ни фали на нас, даска. НАТО нема да дозволи дестабилизација на Балканот, рече генералниот секретар Марк Руте, кој предупреди дека одредени актери во регионот сакаат да создадат нестабилност. Некој ќе го папа, ќе добие по уши. Нешто опасно се спрема во балканската кујна, ама да не загори, пошто многу ќе засмрде. Како кажав ова јако. Еден наш сограѓанин чека 15 месеци за да му биде оперирано жолчното кесе. Кој ти каже? Па имаше прилог на телевизија. Па штом го дали на телевизија, на човекот ќе му завршат работа за 7 работни дена, еве ти кажува. Пошто кај нас ако си кјутиш, они ќе те газат. Ако објавиш јавно, тогаш ќе ти завршат работа. Така да на човекот му посакувам брзо закрепнување. Ај, чао од мене. Добар ден, господине. Тебе ме уплаши, добар ден. Може ли кратка анкета? Ајде, кажи. Скандалот со ТЕЦ Неготино и со 167 милиони евра ја тресе јавноста. Премиерот е шокиран заради прекинувањето на постапката. Не само премиерот, шокиран е и министерот за правда, шокирани се пратеници од ВМРО, шокирана е председателката, шокиран сум и ја, веруваш дека 3 дена ме бие некоја тахикардија, не можам да заспиам, патам од несоница. Пиете некои лекови против тахикардија? Пијам, ама џабе, не помага, мислам. И управо е премиерот што се јавил кај овој обвинител од Савевски. Да го праша што е ова уидурма. И сигурно и обвинителот бил шокиран после тој шокирачки муабет.
И сите сме во шок и не знам како ќе излеземе од овој шок. Според експертите не е добро Мицкоски да се јавува кај државниот обвинител. Абе, ајде, не било добро. Како до сега овие бившите премиери се јавува и го кроева суството, бе? Ако важело за нив, важи и за Мицковски. Нели сите треба да имаат еднакви можности и да има правда конечно. Така. Путин доби дозвола од рускиот парламент да нападне било која земја во светот доколку за тоа има потреба. Ајде бе. Да. Значи го прогласиле цар, за цар и сега ќе прави дармар. Али тоа другите бе нека му ја мислат дечко. Нас шо ни е гајле бе, тој Путин нас не може на карта да не најде, не да не нападне. Така. Така ли е? Така е, да. И не ме шокира и друг пат вака мислам. Нема вето. Фала ви. Ајде. Пријатно имајте убав ден.